Софиското кафе со негаторот на се што е македонско Виктор Стојанов му ја заврши кратката партиска кариера на Рубин Земон во СДСМ. Само неколку месеци откако беше избран за член на извршниот одбор, си поднесе оставка. Причината е кафе дружбата со првиот човек на фондација Македонија од Софија. Според Земон средбата била случајна, но тој се повлекува со цел да не и штети на партијата. Сакајќи да го заштитам угледот на СДСМ од непринципиелните напади кон мене, а со тоа не бирајќи средства да го инволвираат и моето семејство, а со цел да не бидам терет на борбата на партијата кон уривањето на оваа власт, поднесувам оставка од местото член на ИО на СДСМ. Оваа кафе дружба на Земон доаѓа во период кога Венко Филипче секојдневно ја турка тезата дека бугарите морало да влезат во устав. Лидерот на СДСМ разговарал со својот сопартиец и ја сваќал неговата оставка со цел да не се штетело на партијата. Ја разговарав вчера со него, од кој излезе тоа по јавните мрежи, иако ми објасни дека е целосно случајна средба, немал никаква апсолутно намера, јас сметам дека таква штета на партијата апсолутно не треба да се нанесува. Се случуваат ненамерни пропусти, но оставката ја сметам за одличен морален чин. Човекот едноставно не сака да прави терет на партијата, кој што ниту го заслужуваме, ниту пак има некаква суштинска врска и работа со тие состаноци. Потегот на Земон повторно предизвика поранешни видни партиски функционери да критикуваат кадровската политика на СДСМ. Екс-градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов вели дека на партијата очајно и треба консолидација. Денешниве случувања се чист доказ колку скапо чини играњето кадровски ролет во политиката. Класично дежаву на Струмица во предизборието на локалните избори. На СДСМ очајно му треба внатрешна консолидација, а не адхок комбинаторики. Предходно Земон имаше и навредлива изјава за Гоце Делчев дека ништо не напишал во животот, дека ниедна битка не извојувал никаде, а кај нас бил направен мит за него. По ова тој се извини и кажа дека бил погрешно разбран, но потоа седна на маса со Виктор Стојанов, кој има забрана за влез во Македонија.